За 20 денови стартува реализацијата на проектот Крушево и Елбасан, признаена туристичка прекогранична дестинација, вреден 744.000 евра, од кои што Крушево за своите активности ќе добие околу 300.000. Прво што ќе се реализира е изградбата на паркинг простор ке по летиштето за параглајдери на Мечкин камен, кое и тоа како е потребно, поради тоа што ова место е помеѓу топ 5 светски дестинации за овој спорт. Освен подобра инфраструктура, проектот ќе донесе и поголема туристичка соработка помеѓу Македонија и Албанија. Сега ќе добиеме нов паркинг простор, нови даунхил патеки за велосипедисти, нови 2 метеоролошки станици ќе бидат поставени тука на самото полетиште, урбана опрема, промотивен материјал кој ќе му биде презентиран на сите оние кои доаѓаат тука за одржување на надпреварите, за операторите во Крушево, односно давачите на услуги. Ќе направиме обука како понатаму да сепак да се однесуваме и кон странци и што значи да се привлечат се поголем број на туристи. Сакам да потенцирам дека овој проект е прва фаза од заедничката соработка помеѓу двете општини и за издржлив економски развој на општините, како и мост за соработка во културата, уметноста, спортот и слично. После COVID-19, параглайдеристите од цел свет полека се враќаат во Крушево. Ова лето има закажано 5 меѓународни надпревари. Нашата екипа се сретна со 30 на параглайдеристи од Норвешка, кои тука доаѓаат специјално само поради одличните услови за летање. Ова не е надпревар, ние сме група на пилоти од Норвешка кои што сме тука за да се забавуваме и да летаме. Условите се одлични, воздушните терми за летање се прекрасни. Исто така има и многу рамно место за слетување. Според вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричиќ, Крушево треба да биде пример како општините треба да се трудат да ги користат европските фондови кои што ни стојат на располагање. Владата стои на располагање за помош на сека општина што е заинтересирана и што може да искористи од овие пари, да помогнеме и во подготовката на проектите и во нивната промоција, се разбира, бидејќи интереса и на владата, и на државата, и на општините, па и на Европската унија парите се искористуваат што е повеќе можно. Паркингот за параглайдерите ќе биде изграден до оваа есен, а целиот проект треба да заврши во 2024 година.